Почитувани гледачи на македонската телевизија, добро вечер и добре дојдовте во директното вклучување во спортскиот центар Кале во Скопје, каде што по малку очекуваме да започне вечното дерби во македонската кошарка. Најголемото меѓу најтрофените клубови, работнички и МЗД Скопје аеродром, но на почетокот македонската национална химна. Одлична атмосфера во спортско-рекреативниот центар Кале. Долго време бастион во ракометот и на македонските репрезентации во оние помали спортови во сала и во кошарка и во ракомет и во одбојка во последните неколку години на Македонската кошаркарска федерација и како еден од домовите на неколку клубови, меѓу кои најтрофениот во првенството 15-кратниот шампион екипата на работнички во своите омилени црвени дресови ќе бидат кошаркаите од градскиот парк, меѓутоа со само една титула во претходната декада 2018 година, претходната деценија, а и ова трета во новиот милениум доминација на екипата на МЗД Скопје аеродром, која што има 11 шампионски титули. Практично два тима кои имаат вкупно 57 трофеи. Штрковите го прославија јубилеот 30-тиот трофеј во македонската кошарка со освојување на 7-миот суперкуп непосредно пред почетокот на првенството, конкретно септември, кога го победија составот на Пелистер. Имат 11 титули во последните 12 сезони, 12 купа и сега 7 суперкупа, работнички 15 титули, 10 купа, 2 суперкупа и во една ребилдинг или повторно обновување ситуација сезона во која што ќе се бараат себе си, ќе бараат што е можда подобар пласман во овие надпревари. Ги видовте судиите пред малку, Зоран Митровски, Томи Панов и Петар Петровски, делегат е Сашо Терезиевски, контролор Петар Денковски. Ова е дерби надпревар без оглед на тоа во каква форма се екипите работнички е меѓу оние неколку кои остварија две победи за разлика од МЗД кој што има победа и пораз. Составот на домашниот тим на работнички Амар Хот со број 1, 6 Стојановски, 7 Војаковски, 8 поранешниот тим на МЗД играч на МЗД репрезентативец Робев, 11 уште еден екс играч на металците Ѓуровски, 12 Јовичич, 13 Спасовски, 25 Ефремовски капитен, 28 Полутак и 29 Шошкич, тренерот на екипата, еден од најтрофените во македонската кошарка Горан Самарџиев. Прв пат почнува од самиот старт на сезоната, лани беше по неколку кола донесен на клупата на работнички. За МЗД Скопје аеродром ќе настапат следниве кошаркари со број 0 Крстевски, 1 Петков, 2 Слај, 5 Миловановиќ, 6 Андоновски, со број 9 Магденски, 13 Маслинко, двајцата кои што дојде од Пелистер. Маслинко беше и поранешен играч на работнички. Едвин уште еден кој играше во работнички пред 2 години со број 15, па капитенот Дамјан Стојановски 19, 20 Војдан Стојановски, 24 Баковиќ, 99 Милош Копривица е изборот на Васко Атанасов, тренерот на МЗД Скопје, кој минатата година со својот тим ги освои сите 3 трофеи, вклучувајќи го овој пред непол месец во рамките на Суперкупот. Убава атмосфера, очекуваме така да биде на трибините, спортски и фер. Нормално има и големо обезбедување. Се надеваме дека немаат да имаат обврски во тој сегмент, инаку денес играат и уште неколку други надпревари во рамките на ова коло, во кое што
Првиот завршил врската, кошаркарите на ТФТ со победа над Кожув 79-77. Можеме да ја почитуваме атмосферата во спортскиот центар Кале. Речи си исполнети трибините. Има некои места празни, меѓутоа доста ќе биде бучно, интересно, атрактивно. Посакуваме од неутрален агол дека биде колку што е можно по-неизвестно, иако реално МСТ Скопје аеродром има убедливо поквалитетна клупа, тоа е јасно, меѓутоа работнички секогаш влегува со екстра инспирација, па макар што во овие нешто повеќе од 10 години во главно е во подредена позиција. Заврши уште еден надпревар, тоа во една мала спортска сала во овој комплекс Вардар Феникс 2010, едно од градските дерби на ова коло, победа на Феникс 2010, 77-72, претходно реков ТФТ Кожув 79-77. Во овие моменти треба да почне надпреварот меѓу Тиквеш и Гостивар, а во 19 часот Чаирското дерби меѓу Чаир 2030 и Шкупи Скопје. Само да напоменам дека во пресет на ова коло екипите на Чаир, Работнички, ТФТ и Пелистер влегува со по 2 победи, а ТФТ ја оствари и третата против тимот на Кожув. Работнички стартуваше со победа на Феникс 90-85, со Шкупи на гости 81-73, 2 победи за Работнички, додека МСТ Скопје го победи Шкупи на гостински терен 95-59 и загуби во дербито второто коло по неизвестна завршница 68-67 против Пелистер. Ова е вкупно 165-то соочување, од 166-то, 165 до сега беа меѓу овие два ривала. 92 победи на Работнички, 73, се помала е разликата која некогаш беше огромна во поглед на победи и порази. 73 пати славеа кошаркарите на МСТ Скопје аеродром и 9 пати во последните 10 надпревари куп и првенствени. Победија и во оној загревачки надпревар во пресет на новата сезона. Еве ги поставите за Работнички на стартот со број 8 Робев, 11 Ѓуровски, 12 Јовичич, 25 Ефремовски, 28 Полутак, кој што ќе скока за топка против Копривица, кој има број 99. Тука е Слај со број 2, Маслинко 13 и браќата Дамјан и Годин Стојановски 19 и 20. Беше неизвесен, Јовичич има проблеми со рамото, не тренираше редовно, меѓутоа ќе се обиде да даде придонес плеймейкерот од Србија во тимот на Работнички. Инаку неодамна е ангажиран и Джексон Дубински, практично овие денови се очекува во понеделник да добие сертификат. И еве ги првите поени на дербито Копривица со одличен влез таму и од табла за 2:0 за гости. Робев, екс-играчот на МЗТ, има 3 титули, 2 купа, беше MVP лани. Јовичич нема тројка, скоп на Војдан Стојановски. Сега и дриблинг против Робев, налетува таму на Стојан Ѓуровски, уште еден поранешен играч на овој тим. Слај, брза и добра течна акција, убав проток на топка, уште едно слично како и пред малку од низок пост погодува Маслинко, кој што почна таму некаде пред неполна деценија во Работнички. 4:0 за гости. Ефремовски има добар шут за 3 поени, ево го капитенот, кој веќе 5-6 сезони е еден голем талент, или веќе беше, се влегува во една позрела кариера. Очекуваме многу од него. Сега Копривица уште еднаш едноставно разбиваат четворката и петката во тимот на МСТ Скопје. 6 поен кој доаѓа од
еден од двајцата највисоки играчи. За 6-3 додавање за Стојан Ѓуровски од полутак. Назад за Робев, чиста позиција за тројка, ево го погодува Дамјан Робев. Сигурно со многу мотиви против поранешниот клуб, ова е прво официјално соочување за 6-6. МЗТ ги постигнува поените од низок пост, Работнички од позиција за тројка. Диаметрално различно. Копривица, Војдан Стојановски. Дриблинг, па сега лево. За 2 поена од 6 метри и 8-6. Јовичич, Ѓуровски, Робев. Повторно Јовичич. Ѓуровски за 3 поени од аголот. Веднаш по прием, овој пат не успее да погоди. Војдан Стојановски. Слај. Копривица против Ѓуровски. Повторно Слај. Уште еднаш Копривица. Еден влез кој што беше без контакт, ја загуби топката и рамнотежата. Ѓуровски имат играч повеќе тука, кошаркаите на Работнички. Немаше прецизно додавање, влезе некако во рекетот, но ја загуби контролата на топката и сега е Фремовски. Големо промашување за 3 беше овој шут. Слај. Обид за 3 поени, Слај погодува тројка од дриблинг за 6-11. Това се највисоки 5 разлика за гостинската екипа. Робев. Предноста под кошевите, јасно за кошаркаите на МЗТ Скопје. Ќе видиме колку тука ќе парират домаќините. Фремовски нема 3 шута за тројка, едно по друго не погодуваат кошаркаите на Работнички. Сега транзиција 2-1 и Дамјан Стојановски 6-13, 7-0 прават кошаркаите на МЗТ Скопје во овие неполни 2 минути и тајм-аут бара Горан Самарџиев во раната фаза од надпреварот. Задоволен Горан Самарџиев, еден од најдобрите бекови во својата кариера, оствари многу во домашната кошарка, беше и репрезентативец на Македонија. Бара да бидат поагресивни, без фаул практично во овие последни неколку обиди. Постојано форсираат шут за 3 поени, ќе видиме што сега во овој тајм-аут. Јовичич. Ќе видиме колку тој може да издржи с оглед на тоа што немаше редовен тренинг. Одлично удвоен таму полутак од Копривица и Масленко. Сега полутак прави лична грешка. Роден е во Арау во Швајцарија. Играше во неколку квалитетни екипи во регионот, во Крка, например, и во АБА лигата. Играше во Хрватското првенство, во Босна и Херцеговина, во Унгарија. Има 209 сантиметри, 28 годишен. Центарот на екипата на Работнички, сега Копривица фаулиран во овој влез, што е наша одлична акција. Додавање од Слај. Погледнете во рекетот. Добра се снаоѓаат високите играчи на екипата на МЗТ Скопје. Втора лична грешка за само неколку секунди за полутак. И тоа е проблем, најверојатно ќе биде изнесен. Да, ево го Мархот во игра.
почна во Феникс. Преку Пелистер во Работнички, а сега на линијата слободни фрлања имаме Милош Копривица. Одлично се снајде веднаш по доаѓањето во составот на МСД Скопје. Оние килограми кои што недостасува на позиција 5 минатата сезона. Дека Томашевиќ не беше квалитетен, меѓутоа ова е класична петка и за македонски услови тешко да се чува, а богами и за АБА-2 лигата, каде што амбициите се огромни. 6-14, 8-0 е серијата на МСД Скопје. Сега повторно проблем во додавањето. Ѓуровски не успеа да го проигра Робев, тука попречи Дамјан Стојановски и сега Војдан. Маслинко за Слај. Во игра е Андреј Шошкич од предмалку заедно со Кот. Реков Јовичич, тешко дека ќе може да следи овој ритм. И сега добра одбраната на екипата на Работнички, а ева замената кај МСД Скопје стандардна. Бојан Крстевски на позиција 5 го менува Копривица во средишницата на првата четвртина. Обид за 3 за Шошкич, не успеа да погоди. Уште едно промашување во тој сегмент. По оние први две успешни обиди што ги реализира на стартот на надпреварот по една тројка Ефремовски и Робев, кога беше 6-6. Слај. Војдан Стојановски. Крстевски му прави блок. Маслинко против Ѓуровски. Маслинко тешко се снаоѓа тука, добра одбраната. И сега тешка беше ова позиција за Дамјан Стојановски. Втора добра одбрана на Работнички по она двојна замена што ја направи Стамарџиев. Шошкич. Кот. Еви шанса на младите македонски кошаркари на вака значаен надпревар, секогаш е значаен дуелот против МСД Скопје, без оглед што не е за титула или куп. Меѓутоа тука се калат младите кошаркари. А ова беше комплимент за одбраната на Штарковите. Не дозволија повторно во 24 секунди противникот да упати удар. И сега Маслинко е напушта играта, Баковиќ на негово место. Таа е таа квалитетна клупа за македонски услови и она втора постава кај МСД Скопје е веројатно меѓу најквалитетните. Ако може да се каже кој е прва, кој е втора за некои позиции во овој состав. Зборуваме за македонски рамки нормално. Крстевски за Слај. Исклучително брз и незгоден за чување. Војдан Стојановски за 3 поени. И еве ги со 11-0 за 11 разлика. 6-17. До кога ќе трае оваа серија? Ефремовски, Шошкич. Се обидува Ход да му направи простор. Имаше таму мисмеч, ама тешко се проигрува, па сега Ефремовски повторно удвоен. Не го виде Ход. И уште еднак комплимент за одбраната на МСД. Гледате, Слај падна на паркетот, па во Карлевовски стил ја одржа топката во посет. Војдан Стојановски. Одлично за Баковиќ, ова е најатрактивниот поен. Со забивање. Но најзаслужен Војдан Стојановски, погледате, покрај двајца играчи на противникот. Забележа дека Баковиќ е таму сам. И од паркет е изворено проигрување 19-6 за МСД. Како тргнале, како да сакаат да го декласираат противникот. Нема тројка за Јовичич. Па, мислам дека 7 минути веќе немаат поени. Кошаркарите на Работнички. Крстевски за тројка. Така е, кога ќе тргне оди на центрите, а Крстевски има мека рака. 6-22 стои на семафорот. 16 разлика на 2,5 минути од крајот на првиот период. Шошкич. Конечно, лична грешка, замислете, досега игра без фаул играчите на
И сега пак замени. Погледнете кој влегува. Магдевски и Едвин на местото на браќата Дамјан и Војдан Стојановски. И од стартната постава е само Слај во игра. Покрај него Магдевски, Едвин, Баковиќ и Крстевски. Едвин некој играш на работнички, играше и Крстевски своевремено, има и титула со работнички, една од 5 во неговата кариера, на 2018-та. Сите други со МСТ Скопје. Јовичич, добар дриблинг, ќе влезе до крај, не успее да погоди. Офанзивен скок на Кот, ни тој не погодува. Полутак за Кот, а Кот за 3 поени и уште едно промашување. И сега Магдевски. Пол прави Робев. Втората минута беше 6-6 и еве сега на 2 минути до крајот на првиот период 6:22 или 16-0. Сега добра во одбраната одигра Робев. Шошкич, Кот. Прозре тука Баковиќ, да не дојде топката до полутак. На другата страна е веќе Слај, немаше со кого да игра. Крстевски, Магдевски, одлично за Едвин, нек си играш од работнички од пред 2 години, сега против својот поранешен клуб 6:24, 18-0, што не е добро за дербито. Робев, полутак, Јовичич. Добро се движи, меѓутоа ништо не води одрака кога треба да поетира и да проигра, да видиме Слај на другата страна за да биде 20-0. Оваа серија е една од најголемите во историјата на соочувањата меѓу овие два тима. 6:26 на 50 на секунди во крајот на првиот период. Кот. Магдевски со фаул. Тоа е само втора лична грешка тимска во составот на место. И Миловановиќ ќе добие шанса. На негово место на клупата сега заминува Слај. За сите да бидат од клупата за резерви во финишот на првата четвртина кај МСТ Скопје. Шошкич против Миловановиќ, добар дриблинг. Не го сака топката ни во оваа ситуација. Магдевски. Одлично давање за Крстевски и уште една луцидна асистенција во случајов на мајсторот за такви проигрувања Андреј Магдевски и полесниот дел од задачата на флотер во преостана на Бојан Крстевски. 6:28. Да видиме полутак. Конечно погодува. 8:28. Магдевски нема тројка, се тркаше да биде побрз од сирената, не беше прецизен, меѓутоа е една стравична игра за МСТ Скопје Аеродром. Ова прва четвртина по оние 6:6, втората минута дојде до 28:6 во финишот на првата четвртина, на крајот водство за нив 28:8. Најдоброто во оваа пресметка е одличната атмосфера, поделени на две трибини, највачките групи кои му даваат тон на надпреварот. МСТ Скопје кој што загуби во претходното дерби против Пелестир 68-67, лезе и тоа како мотивиран да не дозволи на противникот да се надева на трета победа во годинашната сезона. Меѓутоа тоа е само почеток. Ќе видиме има ли работнички можности, има сили
да ја поправи сликата во продолжение, а погледнете дел од најинтересните моменти кои што главно им припаѓа на кошаркаите на МЗТ Скопје. 2 тројки на другата страна и уште еден кош во самата завршница по 7,5 минути без постигнат поен кај домаќините. А кои се најдобри досега? Поделени кај МЗТ Скопје со по 5 поени Војдан Стојановски, Слај, Копривица и од клупата Крстевски. Ефремовски и Робер со по 3 поени, по една тројка во првото полувреме, односно првата четвртина во редовите на Работничко. Почеток на вториот период. Полутак за Шошкич. Десна Шошкич. Тоа има талент кај ова момче, еден од најдобрите во она млада генерација која што допрва треба да дојде, меѓутоа и да се истакне, да се наметне што е можда повеќе. На другата страна нема тројка за Баковиќ. 10:28. За 4 поени во серија кошаркаите на Работничко. Шошкич. Полутак обид за 3 поени, погодува. Еве третата тројка, реков. Далеко од тоа дека Работнички нема да се обиде и да направи се што е можно да се извлече од она црна дупка во која што влегува во првата четвртина. Едвин успее да се избори за позиција и да погоди. 13:30. Шошкич. Повторно се обидува, не успее да погоди, беше против блок. Едвин сега Робев му изби топката. Има нова замена кај МЗТ Андоновски каде за игра, за да одмори Крстевски. Само да напоменам дека двата тима ги очекуваат обврски во АБА-2 лигата на 23 октомври. Сега ќе има прекин. Сега ќе има прекин. Ова не смеа да го дозволат организаторите и оние кои што се одговорни за безбедноста. Најпрв една петарда и тоа доста бучна, а потоа сега и овие ленти кои што ја исполнуваат едната половина на игралиштето. И сега останува само да видиме колку ќе трае овој прекин. Мислам дека ќе бидат кошаркарите повлечени во соблекувалната. И ова е тоа што многу пати се случувало и што е опомена и за федерацијата, и за клубот домаќин, и за оние кои се одговорни за редот и мирот, а сите тие паднаа на испитот на организација во овој надпревар. Ќе почекаме сега да видиме колку ќе трае, можеби ќе бидат испразнети трибините, но ова се повторно немили сцени кои не сакаме да ги гледаме и кои што се само не за доброто на спортот, на ова ривалство, па и на другарство, на оние кои се сега на спротивни страни, а дел од нив заедно се школуваат, студираат, работат. Консултација со Петар Денковски, кој што е во улога на контролор. Чекаме да видиме одлуката на делегатот, меѓутоа
без прejudiciranja, najverovatno će se praznati tribinite kada što se delo od navivačите koji го предизвика се ова. Ќе останеме со слика и до официјалната информација која што ќе биде соопштена од одговорните лица за овој надпревар. И ќе видиме кога ќе се создадат услови евентуално и да продолжи надпревар.
И еве, почнуваме гледачи, конечно кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром се враќаат и очекуваме и кошаркарите на Работнички за неколку секунди да бидат на паркетото на постава која што ќе го продолжи надпреварот, прекинат околу 18 часот и 20 минути во нормални услови. Сега требаше да биде финиш на последната четвртина, а сега е рана фаза на втората четвртина без присуство на навивачките групи кои што го предизвика прекинот. Подсетување, МЗТ Скопје со серија од 22-0 од 6-6 направи 28-6 во финишот од првата четвртина и дојда до огромна предност која што на 8 минути 48 секунди до крајот на полувремето изнесува 30-13. Тимски земено, очајни 22% реализација за 2 поена има тимот на Работнички, 2 од 9. Шута успее да погоди 3 од 9 за тројка. Нешто подобар процент, 33%. Кај МЗТ Скопје само едно промашување за 2 поена, 10 пати погодија од 11 обида, а постигна и 3 тројки од 5 шута, вкупно 60% реализација. Штрковите имаат 11 скока, 10 асистенции, Работнички има 5 скокови и 4 додавања по кои што постигнуваа поени. И што е сега конечно ќе продолжи надпреварот. Судиската тројка, Зоран Митровски, Томи Панов, Петар Петровски. Го водат овој надпревар, ќе биде сега многу помирно од аспект на присуство на публика. Понекогаш можеби ќе ги слушнеме и кошаркарите и тренерите кога им довикнуваат. Да видиме како ќе продолжи надпреварот. Едвин Баковиќ му помегна топката, малку нога од Дамјан Стојановски. Во поставата се уште и Магдевски и Копривица. Во редовите на Работнички Шошкич. Покрај него Јовичич. Ход, Полутак и Робев, кој што ga има топката. Шошкич против Дамјан Стојановски. Ход, 2 секунди за напад, свртен со грб Полутак. Истече времето, неколку пати тоа им се случи и во првата четвртина и на почетокот на втората на кошаркарите на Работнички, под притисок на квалитетно одработената задача во фазата на одбрана на противникот. Магдевски. Беше желба на Работнички, ова бил и пред подпис, меѓутоа се врати од Пелистер во составот на МЗТ Скопје, во пакет со Андреј Маслинко, и тоа е еден изворен македонски кошаркарски тандем на две различни позиции, надворешна и внатрешна, кои само го дополнија ростерот. Очигледно дека прекинот и тоа како влијаеше. Сега Магдевски не го погоди ни обрачот. Ќе треба повторно да се загреваат и тоа дополнително по оние 15 минути во кои што се обидоа да се вратат во ритм. Ево што една загубена топка и на другата страна. Ова е сега далеко од некој ниво на кошарка. Додуше Работнички одигра очајно во првото полувреме, кога имаше точно 8 минути без постигнати поени од оние 6-6 до 6 спрема 28. Едвин пред 2 години беше член на Работнички. Баковиќ против Ход, тука не успеа преку рака за 3. Сега Јеремич, односно Јовичич. Имаше проблеми со повреда на десното рамо. Три пати промаши за 2, еднаш за тројка и тоа е неговиот ефект во нападот. Ево го бит сега за 3. Уште едно промашување, 5 вкупно за него. И натаму без поени по продолжение на надпреварот. Топката кај Ход, сега Шошкич. Се мести за 3 Дамјан Робев. Не погодува и тој. Серија промашувања. По 3 нереализирани напади на двете страни. Сега Дамјан Стојановски. Баковиќ.
Магдевски. Тешко се движат. И сега Бакович е шут со многу чувства. Полукорок би рекол 13-32 за 19 разлика. Робев и Полутак проигрува. Полутак против Копривица, центарски дуел. Лошо додавање, некоректно за Робев. Нова загубена топка, многу ќе работи тренерот Самарджиев со овие кошаркари и да ги вклопи малку, без разлика што постигнаа 2 победи во првите 2 кола. Да, го очекува Джексон Дубински, кој што треба да се приклучи во тимот и се најава дека во понеделник треба да се регистрира како ново големо засилување. Дубински кој остави одличен впечаток во изминатите неколку сезони, кога главно играше во Евроникел, а таму го водеше токму Самарджиев. Убава акција сега, повторно низок поскако во почетокот на надпреварот форсиран Бакович. 4 поени за него во серија, 13-34. Во игра влезе Стојан Ѓуровски, ево сега додавање за Полутак. 15-34. Дамјан Стојановски се мести за 3. Не погодува скок на Робев. Шошкич. Фаул прави Копривица. Немаше многу лични грешки, само 3 до сега, ова е четврта тимска лична за кошаркарите на МЗТ Скопје. 3 има составот на работнички во досегашниот тек од мечот. Проблем е што 2 од тоа се оние на Полутак. Најквалитетниот нивни центар. Јовичич, Шошкич. Убаво за Полутак. Има фаул. Ево Едвин. Втора лична грешка. И слободни фрлање за Полутак. Интересно, за прв пат на линијата слободни фрлање. Еден кошаркар на овој надпревар. Војдан Стојановски ќе влезе во игра на местото на Едвин, која направи втората лична грешка пред малку. Шест и пол поени, 4,5 скока, 2 асистенции во претходните 2 кола. Победа и пораз за тимот на МЗТ Скопје. Беа поразени во дербито со Пелистер во второто коло во Битола. Го победија Шкупи на гости во првото. Мека рака Полутак, центарот на работнички, намалува на 17-34. Двојно помалку постигнати поени за домаќинот во однос на гостите. Магдевски против Јовичич. Дамјан Стојановски за Бакович. Ова мисмеч, повисок играч од Јовичич, но фаул во напад. Итро се постави таму Јовичич, знаеше дека нема шанси ако дојде до под кош од противникот. Ево тој момент. Да, се послужи со левата рака некоректно. Фаул во напад. Прва лична грешка е тоа за единствениот странец кој остана во тимот на МЗТ Скопје од претходната сезона. 5 минути до крајот на полувремето. Ѓуровски. Робев. Јовичич па Ѓуровски. Полутак удвоен, украде топката, буквално му украде Магдевски. Против тројца на другата страна, ова не го очекуваше Дамјан Стојановски. Некојаш е пребрз со своите пробиви Андреј Магдевски. Загубена топка, кога требаше да биде лесна реализација во оваа транзиција. Јовичич ботнички да направи некаква серија и да искористи можеби овој ритам кој што драстично е променет по прекинот. Робев за 3 поени, 20-34, со многу мотивација против поранешниот клуб, со кој освои 3 титули, беше MVP на последното издание на купот во Битола
Интересно, таму Работнички пружи одличен отпор, загуби само со 5 разлика во полуфиналето против МЗД Скопје. Нема тројка за Баковиќ, не се некако во ритам по враќањето по прекинот и ова може да ги мотивират дополнително кошаркарите во црвени дресови. Заспа Робев, Магдевски му крај топката, сега Копривица одлично се сврта таму, а се подарок поени, бара преклоп таму, неправилно водење, полутак. Судиите оставаат играта да продолжи. 19-36. Значи сепак она пред неколку минути беше само 2 поена за Робев, кој сега е фаулиран. Вторична грешка за Копривица. Слај ќе влезе во игра на местото на Магдевски, стартниот плеймейкер. Брендон Слај, 13 поени, 2 скока во просек во претходните надпревари. Тука има 5 поени и 4 асистенции до сега. Робев за сега најдобар поединец кај домашниот тим. 6 поен. Има и 3 скока. Ево и 7 поен за Дамјан Робев. Да, заедно со Полутак кој има 9 поени, но Полутак има и 3 загубени топки, како и да е. 21-36, Слај. Одлично се движи Слај, само остана Копривица, не знам да сгреши од чиста позиција. Не се ни одрази. Малку десно од она идеална позиција од слободни фрлања. 21-38. Јовичич. Полутак се обиде слично, меѓутоа не успеа покрај Копривица. 3 минути до полувремето. Сега краде топка тука Јовичич. Слај беше невнимателен, не се загради добро. Јовичич конечно погодува. А има 15 минути на паркетот, по 5 промашувања, украдена топка и поени за 23-38. Војдан Стојановски. Копривица не ја прими најдобро оваа топка, ја задржа сепак. Слај. Го бараше Копривица и ова е лесна реализација. 23-40. Мала провокација на Јовичич, па Слај се обиде таму да врати. Тоа се тие трикови кај кошаркарите кои понекогаш можат да донесат, понекогаш можат да ги одвратат од целта. Се разгореа страстите, сега без присуство на најбучните навијачки групи. И да видиме што ќе кажат судиите. Може би ќе се прегледува снимката, да, мислам дека така најави судијата Митровски. Да, ќе се прегледа снимката, па потоа ќе се преземат санкции.
Сега мала консултација со судиите со тренерите, мислам дека дозволија тајм-аут, претходно не може да го пронедат јасно кадарот за да утврдат што се случија. Ниту еден од тројцата не може категорички тоа да го потврди. Во секој случај имаше обид за провокација на двајцата бекови. Веројатно почна кога Јовичич му ја украде топката во оној претходен напад на Работнички, кој заврши со лесно положување. Малку и вербално меѓу нив, како и да е, имаме тајм-аут. 23:40. 17 предно за МЗД Скопје, тајм-аут за Самарџиев. Момци, има многу време. Не сме во бонус, имаме 3 фаула, само момци, дај направете фаул. Ништо. Ајде, игри. Ајде. 1, 2, 3. Работнички. Да, го слушнавме ова дека има многу време и навистина е така. Одигра очајно лошо. По оние 6-6 во првиот период дозволија противникот да направи серија од 22-0, но секако комплименти за кошаркарите на МЗД Скопје во тој дел од надпреворот, кога буквално ги затворија сите приоди кон кошот. Неколку напади истекоа, загубени топки на противникот, а сето тоа кошаркарите на МЗД Скопје знаеа да го казнат. Меѓутоа, и тогаш и подоцна споменав, а и многу пати се случило кошарка да нема промена на ритамот, особено по една вака долга пауза од 1 час и 20 на минути, колку што траеше прекинот на овој надпревар. Ќе видиме, може ли Работнички малку барем да се приближи. Тешко е вака, одлично беше чуван удвоен полутак. Магдевски се врати во игра на местото на Слај, кој малку треба да ги смери нервите. Последни 2 минути од полувремето, Војдан Стојановски исто така тука и Маслинко. Нова загубена топка. Интересно, 5 лични грешки има МЗД Скопје во овој втор период, Работнички ниту една. Полутак. Јовичич. Стојан Ѓуровски може да бие за 3, сепак дојде Баковиќ на време, да видиме полутак. Има лична грешка, дали Маслинко. Ево тој дуел. Сепак Баковиќ. Претходно втора лична грешка за нив. Слободни фрлања за Стојан Ѓуровски. Играше во МЗД Скопје 2016-та, 2017-та, има титула тогаш. Богата интернационална кариера и во Бугарија, и во Шпанија, и во Франција, во нашите најдобри клубови. Намало на 25-40, меѓутоа потребен е негов многу поголем придонес за да биде Работнички поблиску до резултатот на противникот. Магдевски влез, одлична асистенција за Баковиќ со забивање 25-42. Повторно Андреј Магдевски успеа тука да пронајде простор да ја протури таа топка и на Баковиќ да му остане најлесниот дел. Јовичич преку рака, тежок шут, не успеа да погоди обрачот. Стојановски. 50 на секунди до големата пауза. Дамјан Стојановски за тројка. Асистенција на Војдан и еве ги полека влегуваат во ритамот со кој што го одигра првиот период. 25-45, сега добро во одбраната. Последни 35 секунди. Лошо додавање, Магдевски не успеа кон Маслинко. Робев. Обид за 3 поени, погодува Шошкич. 28-45, се лути Васко Атанасов за ова претходна загубена топка.
до крајот останува време колку за еден долг напад, 24 секунди и 4 десетинки. Имаме тајм-аут за МЗТ Скопје. Зашто е това? Значи топка е у тебе, крај, немој тие такви, те молам. Само пеглај вака одбрана, момци, ајде. Океј, слушај, ако застане пак, ако има пак ова, ако застане само играте го исто да само боја. Ќе сменам ја блокот. Не, Смени го, гледаш како смерува, смени го. Марко Анатони, појден ти овде у ќош, се океј, тоа имаш играч, не го виде. Како ќе тргне Маслин, ако он те сврти према средина, ова блокада само направимо ја. Тргни, Марко остани само смени данк спот, остани овде го имаш Дамир. Океј, се океј. Дајте само цел напад. Цел напад, завршуваме кош. Ајде, има ако е човек и шорт план или завод. 1, 2, 3. Игра на учениците на општините, од каде што доаѓаат двата најтрофејни македонски клуба, МЗТ Скопје Аеродром и Работнички тука присутни во различно расположение, се разбира и споради резултатот и поради она што претходно се случи и веќе не го споменуваме. Одиме натаму со овој последен напад, ќе биде долг веројатно. И нормално посекуваат кош. Ме убаво таму за Баковиќ, саме Магдевски од аголот, не успеа да врати на тројка од предмалку. Скок на Дамјан Стојановски, кош во последната секунда од полувремето со дополнително слободно фрлање. Не одат работите како треба за тимот на Работнички, ево го и Робер, кој што ја направи ова лична грешка. За него втора. За Дамјан Стојановски трет поен од овој напад, за 20 разлика на полувремето, 28-48 и сега повторна пауза, 15 минути. Ова ќе биде маратонски надпревар, само да напоменеме дека претходно завршија два меча денес во рамките на ова трето коло. ТФТ Скопје го победи Кожув 79-77. Вардар загуби од Феникс 72-77. Во моментов игра Тиквеш Гостивар и Чаир против Шкупи. Ние одиме со 15 минути пауза. Само претходно да напоменеме дека најефикасен на преварот е Копривица со 11 постигнати поени. 8 има Баковиќ и тоа од клупата, по 5 Крстевски, Слај и Стојановски, тоа е Војдан, а 7 Дамјан Стојановски, тоа се најпродуктивните кошаркари во екипата на МЗТ Скопје. Ке Работнички, Робев 7 поени, 9 има Полутак, Шошкич од клупата, 5 постигнати поени и толку кога се опрашање кошаркарите на Работнички кои немаат многу опции. Но ќе видиме како ќе биде второто полувреме. Првото заврши со водство на МЗТ Скопје 48-28. Малку кошарка, малку прекини, додуша најдолг беше онај прекин од 1 час и 20 минути поради празнење на трибините, на навивачките групи на двете екипи. Така некако минува ова вечно дерби по 166 пат во првенствени во куп надпревари во кои што партиципираат двата македонски клуба кои што се убедливо најуспешни во историјата на македонската кошарка. МЗТ Скопје Аеродром доминира во овој надпревар 48 спрема 28 по првото полувреме, пред се благодарение на оние 22-0 кои ги направи во последните 8 минути од првата четвртина. За оние кои подоцна се вклучија, ова не е снимка, туку пренос. Од 18 часот почна надпреварот, но имаше голем прекин, така што
Сега сме во очекување на почетокот на второто полувреме. Мислам дека спласна некако им се скрши меракот што се вели на самите кошаркари, без оглед на тоа што има обиди на Работнички да го намали резултатот, од друга страна на МСТ Скопје да одигра колку што е потребно за да не дозволи некаква неизвестна разврска во завршницата, но да видиме како ќе се одвиваат работите. Ова е сепак едно големо дерби на двата клуба кои дадоа најмногу и освоија најмногу во македонската кошарка. 15 титули за Работнички, но само една од 2011-та, кога последен пат или предпоследен пат славеа, 2018-та последен пат, од 2012-та година пак 11 титули во 12 сезони за МЗТ Скопје. Заедно со куповите и супер куповите, МЗТ вкупно 30 трофеи, Работнички 3 помалку. Ова беше првиот напад за гостинскиот тим. Фаулиран Андреј Масленко, повратникот во составот на Аеродромци, кој беше лани во Пелистер, заедно во пакет со Андреј Магдевски. Не само што се засилија, туку го ослабеа дополнително ривалот кој што беше финалист во последните 3 сезони, тимот на Пелистер во плей-офот за титулата, беше финалист и лани во купот. Да видиме Шошкич на другата страна. Не успеа да погоди во овој пробив. Сега Војдан Стојановски, транзиција. Нема прифатена топка од Масленко. Да видиме што го судиите. Дали Робев играше чисто. Војдан Стојановски сигнализирал дека имало фаул врз неговиот соиграч. А ево и тренерот Васко Атанасов, кој што ги има работите под контрола уште од првата четвртина. Ова се води како загубена топка. 28-50 е резултатот. Робев, прв пат против поранешниот свој клуб во еден првенствен надпревар. Ѓуровски, Ефремовски, не успеа да прифати топка тука покрај аут линијата. Борбен Дамјан Стојановски, како и секогаш. Робев. Десна Робев, тешко покрај Копривица и не успеа да погоди. На другата страна транзиција, Војдан Стојановски, док топка од Слај, пресилна за Масленко. Шошкиц за Робев, повторно Шошкич. Ефремовски. И постигнани први поени за тимот на Работнички. Она тројка во почетокот на мечот. Сега Робев повторно не успеа да погоди, останува 28-50. Копривица. Дамјан Стојановски. Поставен Копривица да прими, може би Дамјан требаше сам доди до крај, но сега ајде да речеме во ова разлика и се она што се случуваше вечерта некако ги спласна и кошаркарите на двата тима. Шошкичува за полутак, одлично додавање за младиот Шошкич, асистенција за полутак, полесниот дел од задачата да положи од табла 30-50. Слај. Копривица, Војдан Стојановски. Одлично за Копривица, овој за Масленко, кој што е фаулиран од Шошкич. Младиот Шошкич не му дозволи на Масленко да се крене и за да има атрактивно забивање. Еве, погледнете како добро одигра тука. Беше во мат позиција полутак против двајцата кои играат на позиција 4-5 кај МЗТ Скопје. Предпоставам дека се консултираат судиите дали имало тука услови за неспортска лична грешка. И ќе прегледуваат снимката. Мислам дека тоа сега е причина за овој прекин. Така е.
Не знам дали слушнавме судиите, меѓутоа тоа ќе биде неспортска лична грешка, зашто не оди на топка, оди на раката на противникот, значи со намера. Меѓу другото и ќе има две слободни фрлања за Андреј Маслинко и топка од страна за екипата на МЗТ Скопје. Ево уште еднаш тој момент. Маслинко погодува 51 поен за МЗТ Скопје. И втор пат прецизен, 30:52. Оние 22 разлика кои ги имаше актуелниот шампион уште во финишот на првата четвртина. Слај се мести за 3 поени, знае вака надвор од баланс да погоди, не и овој пат. Шошкич, ако ништо друго, шанса е овој надпревар да добијат многу повеќе минутажа, младите играчи и кај едните и кај другите, оние кои што ги имаат на располагање. А Ѓуровски на другата страна успеа да погоди табла, 32:52. Четвртиниот поен. Овој бит за 3 поени, нема бројка за Маслинко, добро затворија тука на дефанзивен скок кошаркарите на Работнички. Шошкич се обидува да му даде тон на нападот на својот тим. Ѓуровски, Ефремовски, веднаш по приемот шут, меѓутоа непрецизен. А шутот за 3 поени е негово убедливо најдобро и најсилно оружје. Не дека се помири Горан Самарџиев со развојот на настаните, далеко од тоа дека се помири со евентуален пораз, меѓутоа знае самиот дека противникот е надмоќен според составот, ростерот кој што го има и на клупата, а и дека неговиот тим без 100% Јовичич, а и Дубински кој се уште не со право да настапи, само што пристигна во Македонија. А и да е така, кој знае дали ќе бидат рамноправни на објективно многу поквалитетниот и покомплетен состав на МЗТ Скопје. Едвин и Магдевски се враќаат на паркетот. Еве дел од тие оружја кои што ги има на клупата. Ќе излезе Слај, излегува и Војдан Стојановски, а сакаат да продолжат и двајцата. Но да не заборавиме, на 23 октомври ќе имаат надпревар против словенечкиот Дом Жале во рамките на АБА 2 лигата. Таму МЗТ Скопје има победа и пораз. Они минимален пораз 77-75 против ЦДВ Јуниор и тоа во продолжение, а претходно убедива победа против Теодо 68-50. Работнички пак два пати загуби дома од Сутјеска, 13 разлики од Војводина, 93-62 на гости. Повторно добра одбрана, на крајот транзиција, Копривица реализира за оние 22 највисоки предност, 32-54. Полутак Робев против Маслинко, Дамјан Робев преку рака пуска да погоди. Девети негов поен. 34-54, Едвин не погодува за 3. Топката кај Копривица, некако напамет одигра. И сега Стојан Ѓуровски на другата страна, има фаул. Едвин, тоа е негова трета лична грешка. Ќе излезе Копривица на негово место Крстевски. Ѓуровски на линијата слободни фрлања. Пети негов поен. Има две асистенции. Ево шестиот поен. 36-54. Дион Едвин. Американец кој што игра за Девствените острови.
иако играше во многу квалитетни клубови од како не успеа на NBA драфт од 2017-та, да биде меѓу 60-те кои ги бираат. Во најсилната светска конкуренција беше своевремено во Химик, во Киев баскет, во Прометеј, беше и MVP на украинското првенство 2019-та, 2 пати шампион таму, како и да е еден квалитетен играч, особено за вакви услови какви што има во македонската кошарка, е Дион Едвин. Се уште му треба адаптација и на крајот се посрамоти кога требаше да ја спушти топката во кош. Убава реакција на Робев. Мислам дека и Миловановиќ влегува во игра на местото на Дамјан Стојановски. Тоа е оно што реков претходно, треба и двајцата тренери, особено кога е вака огромна разликата, да им дадат шанса на оние кои што заслужуваат да се од помладите македонски кошаркари. Сега не успеа полутак, а Магдевски не ја исконтролира топката. ...14 секунди за овој напад. Ѓуровски веднаш по приемот, добит за 3, не погодува. Топката кај Крстевски и ево го Магдевски. Успеа да се избори таму за одлична позиција, да не може да сгреши од табла. 36-56. Негови први поени, до сега 4 пати промаши од игра. Шошкич, нешто слично на другата страна, добро блокада му постави таму полутак, за да нема кој да преземе. 38-56. Едвин против Шошкич, сега Крстевски, има фаул таму од Ефремовски. Мислам дека тој се подмести тука во обид да украде. Баковиќ на местото на Маслинко кај МСД Скопје. Јовичич и Хот во редовите на Работич. Излеза Робев заедно со полутак Магдевски, Баковиќ. Крстевски фаулиран од Јовичич, кој што не можеше тука да се прави под кошот. Аја, погледнете. Ќе следуваше лесна реализација, вака две слободни фрлања за Бојан Крстевски. До сега 5 поени, не успеа во овие две слободни фрлања, останува 38-56. Шошкич, Ефремовски, Ѓуровски, повторен Ефремовски, далеко се од некоја позиција за шут, гледат истекува времето, Јовичич мораше вака високо таму од табла, не го гледаше кошот, истече времето, не знам, 5-6 пати, можеби на ваков и сличен начин не успеваат да дојдат до позиција за шут. Исфорсирани од квалитетно одиграната одбрана. Гледате, депримирано тоа делува за еден тренер од калибарот на Горан Самарџиев, а тоа е еден од најдобрите македонски тренери, секако, што се правеше во претходните неколку сезони со Евроникел, да дојде до финалето, па и до полуфиналето претходно во првенството. Играше финале на куп и така натаму. Но Работнички е се уште во далеку подредена позиција, ако се мерат и организацијски и во секој поглед и она што го прикажуваат играчите на паркетот,
во однос на оно што е МЗД Скопје. И затоа треба да работат и да одработат за да го консолидираат клубот на сите полиња ако сакаат да парираат и да бидат по-конкурентни во домашните надпреварувања за Европа, да не зборуваме. Таму едноставно нема македонски клубови, освен онаа втора по квалитет регионална лига. Ход, слободни фрлања. До сега 5 поени, има 4 скока. Ево го првиот поен за него. (39-58). Еве играат за да не дозволат противникот да се доближи, за да ја одржат разликата, плюс минус 20-тина. Кошаркарите на МЗД Скопје, сега ова беше некако лош тајминг и во додавањето и во скокот од Магдевски и од Баковиќ, кој требаше да прифати. Ѓуровски, обид за атрактивно додавање, ход беше добро затворен. Сега Баковиќ на другата страна, има фаул. Не, има чекори. Последни 2 минути од третиот период. Јовичич. Главно фокусирани на одбрани се и двата тима. Јовичич се мести за 2 поена, не успе да погоди. Ход се избори таму за офанзивен скок. Сега Јовичич, челна тројка и конечно погодува, подигна раце. Ајде да видиме дали тоа нешто ќе значи во тимот на Работнички. 42-58, 16 разлика. Минута и 15 до крајот на третиот период. Едвин не успе да погоди и сепак Ефремовски нагазил на линијата. Ќе се врати во игра полутак. Да видиме да одмори малку Ѓуровски. Тоа значи останува ход во игра. Андоновски и Слај во игра, се лути Крстевски затоа што бара малку поголема мобилност кај играчите. Излегува и Магдевски. Баковиќ. Едвин. Да, би требало да биде и тоа како подценувачки односот на кошаркарите на МЗД Скопје, па за Работнички да се приближи, но Едвин сега погодува. Имаме тајм-аут за Работнички, да го слушнеме Горан Самарџиев во оваа пауза. Ајде, еден шут ни треба, два да се вратиме. Овој контакт мора да го издржиме, па да имаме ротација. Ни првиот контакт не можеме да го издржиме. Ало, првиот улаз мора да го зауставиме, да имаме ротација, па да имаме уште една ротација. Како да играме кога кој тргне на улаз, кош ни дава? Во напад, гледате дека е свич. Свич. Михајло, намест. Еден. Роки. Викс. 5-4. Дај пас на 5, хендов. Тргни овде во стагер. Ако има шанса овде да... Ако немаш шанса. Пас на Викса. Хендов овде, Викса овде. И играме пик према 4, ако свичаат, подели пас на 4, ако си сам намести се на тројка, шутни. Немаме друго, ти стоа доле, те остава. Ајде, момчари, јако е. Ајде, јако до крај игре. 1, 2, 3. Работнички. Се разбира далеко од предавање. Има уште премногу до крајот, гледате бара 1 до 2 добри акции, реализација, нормално да не ги пуштаат така лесно да влегуваат противничките кошаркари да поентираат. Ќе видиме што во оваа преостаната минута до крајот на третиот период. 18 разлика. Се уште делува и тоа како безбедно и тешко достижна разликата на МЗД Скопје. Ефремовски, Јовичич, полутак бараше топка, ево го прими, меѓутоа двајца покрај него. Ќе проложи нападот на Работнички.
6 секунди. Беше изблокиран таму од Баковиќ, мислам. Робев и мора да мисли на реализација, бара таму помош од Полутак. 3 секунди до крајот на овој напад, не погодува Робев, внимателен беше Јовичич. Повторна шанса имаат сега Робев, нема шут за 3, има фаул од Миловановиќ. Има две слободни фрлања за Дамјан Робев, па најквалитетниот во составот на тимот на Работнички. Или нема слободни фрлања, да, не се во бонус, а не беше тоа позиција за шут. Да, само трета тимска лична грешка. Сепак само уфрлување. Полутак против Андоновски. Заборави на топката, се лизна, падна и остана на паркетот. Слај. Баковиќ. Да, ќе треба да се прекине играта, ево станува конечно. Полутак. Ево како тука ја загуби контролата на топката, па се обиде да ја стигне, лошо падна. И овие 17 секунди и 6 десетинки МЗД Скопје ќе има посет. Едвин не успе да погоди, скок на Едвин, повторно на кош, уште еден скок таму и Андоновски не успе да погоди, останува резултатот 42-60 по 3/4. Далеко од некој квалитетно, затоа сме навикнале 14-12 во овој трет период за екипата на Работнички. Прв пат добиваат една четвртина, меѓутоа се уште стои она огромна предност што има тимот на МЗД Скопје благодарение на првата четвртина која добија со 28-8. Најефикасен кај Работнички Полутак 11 поени, но има 7 загубени топки како негативен елемент во неговата игра. Затоа најдобар е Робев со 9 поени, 3 скока, 2 асистенции и 2 украдени топки. 7 поени има Шошкич и тоа клупата, 6 поени има Ѓуровски. Во редовите на МЗД Скопје Аеродром, Копривица со 13 поени најефикасен, а по 8 постигнати поени Дамјан Стојановски и Баковиќ. 7 има Бојан Крстевски, 6 има Маслинко, Бојан Стојановски 5, исто толку и Слај. Но она што е најважно во вкупниот збир 18 разлика за гостинскиот тим. Еве шутот од игра и натаму висок процент, 72% има МЗД Скопје за 2 поена, 21 од 29 шут погоден, 4 од 15 за 3, тука се под нивото. Нешто подобар е тука за 3 поени Работнички, 5 од 16, меѓутоа само 34% реализации имаат за 2, 9 од 26. Ако се земе тоа дека имаат и 5 скока повеќе кошаркарите на Работнички и 10 асистенции повеќе, одсуште некои параметри кои што се значајни во статистичките показатели. Затоа е оваа предност од 18 разлика. Последна четвртина, напад за Работнички. Ход. Гледате колку време не успеа да се издвои ниту еден играч, па ход да го проигра, а беше удвоен крилниот центар на тимот на Работнички, на крајот и фаулира.
Три лични грешки, Едвин, најмногу на преворот. Полутак. Фремовски ќе биде за 3 поени, не му оди шутот и не му оди. Освоено на прва тројка, ништо не видовме од Виктор Ефремовски, од капитенот на Работнички. 6 пати биеше, еднаш погоди. Едвин, Слај. Тоа е проблематичен за чување, ево сега при шут фаулиран за 2 слободни фрлања, затоа што беше позиција за кош. Пролична грешка за Амархот. Теза за Полутак подкривнува по оној пат во финишот на третиот период. А и ако се земе предвид дека на 23-ти Работнички ќе игра во ова два лигата против Босна, некогашниот европски шампион, мора да се чуваат силите и свежината колку што може да се зачуваат. И сега имаат работа физиотерапевтот и лекарот на екипата на Работнички. Во меѓувреме останува резултатот 42-60, Хот нема поени. Слај. Деска Јович да му земе топка, повтора Слај. Лична грешка, мислам дека од Ѓуровски, да. Одлични движење, експлозивен, брз, вешт. Промена на ритамот. Многу често успеа да направи Слај. Сега Баковиќ е повлечен, Маслинко се враќа во игра. За да видат сите плюс-минус соодветно оптоварени во тимот на НСТ Скопје. Едвин се мести за 3, нема да погоди. Добро затвори Робев. За Јовичич да ја прифати ова топка. За Ѓуровски не погодува свртување, да има фаул. Мислам дека е Миловановиќ. Да. Ја напушти играта сега во овие моменти, се враќа Дамјан Стојановски. Излези Едвин, излези Баковиќ. Сега поставата е Слај, Дамјан и Војдан Стојановски, Андоновски и Маслинко. Седми поен за Стојан Ѓуровски, 43-60. Слај. Против Јовичич, многу пати на овој надпревар. Дамјан Стојановски, повторно Слај. 10 секунди за напад, се уште има време против Ѓуровски во одбрана. Обид за 3 поени, тежок Работнички. Фал во напад за Андреј Андоновски. Јовичич. Ѓуровски повторно свртување, добро испивотира, не успе да погоди. Повторно Ѓуровски сега. Ефремовски добро чуван. И изблокиран. Па Хот. И тој беше заграден одлично во одбраната кошакаите на МЗТ Скопје, кои што не дозволија противникот да дојде на минус 15. Сега Војдан Стојановски против Робев. Слај. Војдан за Дамјан Стојановски. И братска асистенција и поводок за капитенот. 43.
63. Тайм-аут. Горан Самарджиев. Ало, 5 секунди до крај и овде не свичам. Свич, пик and pop, ротација, ротација. А ја дам гомна последните 5 секунди. Свич овде. Пик, свич, свич. Пак измислуваме, мислите дека играме со шкупи. Не играме со шкупи, дечки, со МЗТ играме. Свич, 5 секунди. Jedan, past, dođi ovde. Force flash. Jasno? Odime do flash, idime do kraja. Ako je switch, se rasturame, pojavi se pa igra 1 na 1, projdi go. Ako nema pas dole. Ako ima pas dole, sito udvaja, pomeri se. Mora da imаме dobar spacing. Na jedno mesto sti da saka centrite, ne može da... Bolje je kao petka? Da, bolje je kao petka. Switch. Ajde, i pomagaj. Dva faula imаме, switch, dva faula imаме. Stole isto switch. Ajde, Така е казнува противникот, секоја и најмала грешка, многу пати има шанса, можеби не да дојат до едноцифрена негатива, меѓутоа барем да намалат од оние 18-20 разлика, но еве сега повторно со оваа тројка на Дамјан Стојановски, разликата е точно 20. За Дамјан вкупно 11 поени, со што е втор двоцифрен во својата екипа, трет на надпреварот. 7 минути од крајот, Јовичич. За МЗТ најважно е времето да минува и да се контролира разликата, особено ако вака добро играат во одбрана како оваа проценка на Војдан Стојановски за нов напад. Кој оди преку Магдевски. Кој играат Војаковски за прв пат на надпревар, меѓутоа втора тројка поред за гостите. Маслинко за највисоки 23 разлика, 43-66. Девети поен за Андреј Маслинко. И пак одбраната на високо ниво. Јовичич успе некако до Шошкич да дојде топката и да врати со тројка. Младиот Андреј Шошкич. 10 ниво поен, одлична партија покрај Робев. Најсветла точка во екипата на Работничка и ги немаат многу, тие две. Може би Ѓуровски до некаде. Меѓутоа, неговиот шут одигра далеку под нивото. 46-66, 6 минути до крајот. Војдан Стојановски, Копривица е во игра, сега Маслинко. Дамјан Стојановски веднаш по прием не погодува, полутак се односно Стојан Ѓуровски сепак. Полутак е на клупа и не верувам дека би влегол во игра ако нешто не се случи. За кој знае колку да е неопходен. Аз споменав 11 поени, но и 7 загубени топки. При тоа имаше едно лошо паѓање во второто полувреме. Шошкич, Робев, вака се по-брзи кошаркарите на Работничка, им треба брзина за да дојат до позиција. Еве го Ѓуровски со тројка за 10 поени, спомена претходно, го поправа нешто својот процент на реализација, 49-66. Две тројки за МЗТ, па две поред за Работнички, но да видиме како ќе проложи. Војдан Стојановски, одлично додавање за Копривица, кој поентира со дополнително слободно фрлање. Еве колку ќе се засилат некако кошаркарите на Работнички, но ќе ги спуштат играчите на МЗТ. Сега Марин Петков влегува на местото на Војдан Стојановски. Тој е 10-тиот играч кај МЗТ Скопје кој што добива шанса. Не реализира слободно фрлање Копривица. Но и вака е најефикасен со 15 поени. Разликата е 19. Јовичич. Петков оди на него. Јовичич и натаму излична грешка од младиот Марин Петков.
6 поен за Јовичич, меѓутоа само 2 пати погоди од 10 обида од игра. А треба да е еден од главните играчи ке работнички. Споменав без доволно тренинзи изминатиот период. Поведен на десното рамо, меѓутоа доведен е за да биде еден од стожерите на тимот пред се во оние надворешни позиции. Издегува од игра, сега Времовски е на негово место. 51-68. 4 минути 50 секунди до крајот. Магдевски. Петков. Повторно Магдевски. Маслинко. Копривица. Повторно за Маслинко. Има тука чекори, да. Добро се постави Ѓуровски во одбрана, па Маслинко некако како да се двумеше дали да бие или да влезе. Ево ги тие чекори. Ситни, но доволно за да бидат санкционирани. Шошкич. Робев. Добар дриблинг на Робев. Не успее да погоди. Магдевски. Петков. Повторно Магдевски го праќа Копривица на позиција низок пост таму, меѓутоа се извлекува повторно за да добие топка. Ајде да видиме сега против Ѓуровски. Тешко дека тука ќе се справи, ќе треба во рекетот. Покорпулентен е, меѓутоа греши. Но сепак Магдевски му помогна. И сега тој е обид за 3 поени, не погодува. Нов скок на Копривица, се врти, не успеа да погоди. 3 промашувања во овој напад за МЗТ Скопје. Робев. Шошкич не погодува, но фал во напад. И пак пропадна шансата да дојат барем на минус 15. Колку е стабилна таа предност што МЗТ Скопје одржува. Никогаш не дојда ни до минус 15 во овој надпревар по оние 22 предност што ги имаше тимот на МЗТ Скопје во првиот период. Петков. Магдевски. Назад за Маслинко. Овој нема да бие за лесна. Маслинко не успее да положи. Пани Баковиќ да прифати. Серија промашувања на двете страни, но времето минува. 3 минути 20 на секунди до крајот. И имаме, мислам дека уште еден тајм-аут за Горан Самарџиев. Веројатно ќе се обиде да направи сега нешто во овие завршни неколку минути. Да подобриме статистика, индивидуална. Не сте направиле ништо. Тебе кој те чува? Баковиќ. А тебе Столе? Маслинко. Маслинко? Да, Столе. Одиме. Столе. Мало леп. 5, 1, 2. Одиме. Пик со Столе. Спушти се доле. Дај му пас овде. Подигни се овде. Дај пас овде. Столе овде. Еден е овде. Оли овде. Столе, спушти се овде. Топката овде. Одиме. Блокада овде. За Столе да испадне околу. Ако свичаат, паси на се сам доле. Ако свича, овој дигни се, овој качи се, спушти се На првиот пик ако свича. Ако свича, на првиот пик ако свича, одма доле. Одма доле. Мора да читаме, види Оли, како бранат на првиот. Дикса. Дикса или ти не е битно. Не, ти биде тука за некој мора. Ајде. 1, 2, 3. Браво, дички. Да сите оние прекини и онај кој што траеше безмалку час и половина, уште и вакви празни одови, но се некако влезе во сосема друга динамика
Овој надпревар, среќа што ќе заврши наскоро. Одличен пробив ево на Стојан Ѓуровски. 12 негов поен. Го поправа и процентот на реализација и сега е најефикасен во редовите на Работнички, 54-68. Сега 14 разлика. Најниска разлика од како МЗД направи она огромна предност во првата четвртина. Сега скок на Стојан Ѓуровски во одбрана по промашување на противникот и еве сега колку толку некаква можност барем да направат попристојна негативно. А до што тоа може да доведе ќе видиме. Да. Затоа Атанасов реагира, го враќа Копривица во игра на местото на Маслин. Шошкич против Петков. Двајца млади играчи, еден против друг на бековски позиции. Ѓуровски повторно Шошкич. На Работнички му требаат поени. Ефремовски за Ѓуровски, тешка позиција. Да, сакаше таму да го проиграт Војаковски, евентуално Робев кој чекаше на позиција за 3. Но повторно одлично позиционирани во одбрана кошаркарите на МЗД. Се обиде многу работи, му беше јасно и пред надпревар дека нема многу опции Самарџиев за разлика од Атанасов. Горан Самарџиев со некомплетен состав, а и да се комплетни пак реално се инфериорни во однос на оно што го поседува противникот, но ќе видиме како ќе се одвиваат нештата во продолжение од сезоната. Кога и Дубински ќе биде сигурно на брзина внесен во ритам, а ќе треба барем уште еден 20 играчи, ако може да ги обезбедат, за да бидат поконкурентни кошаркарите на Работнички. Тоа е реалната слика, се е друга илузија. Еве 2 минути до крајот, 54-68. Ѓуровски, Ефремовски, чиста позиција за 3. Не погодува, па не погодува. Една од оние вечери во која што речи си ништо не моди на капитенот, освено на прв шут. Одличен скок беше на Робев. И да видиме што сега, дали тоа фаул од Копривица. Минута и пол до крајот останува. Како во зид да удри Дамјан Робев. Тоа е тој корпулентен центар на екипата на МЗД Скопје. И е му 2 слободни фрлања на Робев за да стане двоцифрен во поглед на постигнатите поени. Ево го 10-тиот. Четворица кај Работнички се двоцифрени и само двајца кај МЗД, но таму е многу поинаква распределбата на постигнати поени. 11 за Робев, 56-68. Најниска разлика уште од финишот на првата четвртина, но нема многу време за да се направи завршницата по неизвестно. Само 70 на секунди до крајот. Магдевски. Убаво таму одигра во одбрана Ѓуровски, па Копривица од... Еве сега од трет обид успеваат кошаркарите на МЗД да погодат. 56-70. Последна минута. Шошкич, Ефремовски за Ѓуровски за 3. Не погодува и ако имаше некаква надеж, тука е се готова и со оној претходен кош што го имаше гостинскиот тим. Магдевски. Обид за 3 поени. Си поигра топката на обрачот, истече нападот, но најбашно беше да тече времето. На другата страна не погодува ни Робев, 15 на секунди до крајот. Прашајам само конечниот резултат. Предолго траеше овој надпревар за да траат и овие 15 на секунди и уште пред време подадена рака на Горан Самарџиев до неговиот колега на противничката клупа Васко Атанасов.
за победа на кошаркаите на МЗТ Скопје Аеродром во ова дерби на вечните ривали. 70-56 за гостинскиот тим, кој што работата ја заврши уште во првата четвртина. Се друго беше одржување на таа огромна разлика која што направија со серијата од 22-0 на крајот 70-56 во надпревар во кој што доминираа во најголем дел од кошаркарските елементи битни за да се добие мечот. Го одвратија противникот од можноста да намалат на едноцифрена предност. Има многу повисок процент на реализација пред се за 2 поена и во вкупниот процент од игра. Најефикасен Копривица во нападот 15 поени, Дамјан Стојановски 11, 10 постигна Баковиќ. Тоа се тројцата двоцифрени во редовите на МЗТ Скопје. Ке Работнички подобри од другите, Ѓуровски 12 поени, Робев и Полутак по 11, од клупата одличен Шошкич со 10 поени, меѓутоа премалку за да се спротивстават на покомплетниот и реално поквалитетен состав. Ова беше 166-то вечно дерби и 74-та победа за кошаркарите на МЗТ Скопје. Работнички натаму поуспешен, има 92, меѓутоа со текот на времето таа разлика драстично се намали. Само да напоменеме дека ова е прв пораз за составот на Работнички и втора победа за екипата на МЗТ Скопје, која што се израмнува со вечерашниот ривал. Инаку во другите надпревари во ова коло ТФТ Кожув 79-77, Вардар Феникс 72-77, Тиквеш Гостивар 80-75 и Чаир Шкупи 98-80. Тоа значи дека начело на табелата Чаир и ТФТ по 3 победи, Работнички во друштво на МЗТ Скопје. Се разбира и Пелистар има шанса да дојде до 3 победи, затоа што утре игра против Куманово во последниот надпревар од ова трето коло. Почитувани гледачи, почнавме во 18 часот, завршуваме во 21:08 минути поради она празнење на трибините, поради инцидентот кој што го предизвика навивачките групи на двата тима. Значи, уште еднаш, Работнички МЗТ Скопје во рамките на третото коло 56-70. Пријатна вечер.